Еколошката катастрофа во Охрид не е ни малку едноставна работа, иако институциите не ги засукаат ракавите, ќе има сериозни последици по здравјето на луѓето, вели професорката Сонја Лепиткова. Се уште е мистерија колку високотоксична материја се излеа 2, 6 или 11 тони. За сега никој не кажува зошто извештајот се уште го нема. Еколозите постојано алармираат дека час поскоро може да се пристапи кон решавање на проблемот, иако екологијата според нив била ставена во втор план од секоја влада. Екологијата долги години наназад не била приоритет, што од незнаење, што од секогаш се давало приоритет на други проекти и работи, меѓутоа еднаш за секогаш тоа мора да се стави на почетна точка на било која влада. Освен загадената почва во напуштениот погон, проблем представува и живата која може да се отстрани со пари од глобалниот еколошки фонд, но откако собранието ќе ратификува конвенцијата со која се забранува ископувањето и употребата на живата, до тогаш останува на граѓаните да молат Бога да не дојде до нова хаварија. Ако имате винил хлорид, односно хлорид како материја која што се доведува во ситуација да биде испуштена во воздухот, бидејќи ако е тоа течен хлор или како без разлика како и да е и течен, тој испарува, на тоа навистина треба да му се приде со огромна сериозност, затоа што не е едноставна работата. Инаку мостри од течноста што се излеа во Охрид се пратени на лабораториски испитувања во МВР. Неофицијалните оценки на Инспекторатот за животна средина се дека се работи за незначителна концентрација на хемикалијата.